Моделот од компактната класа одсекогаш бил значаен за Opel и одсекогаш имал влијание да ја констатира иднината на марката. Тоа посебно се истакнува со првиот кадет со погон на предните тркала и Astra F од 1991 година, генерацијата која Opel ја прекрсти и даде женско име. Спротивно на тоа, новата Astra нема многу женско во себе. Напротив, таа е вистински машки автомобил пред се во изгледот. Иако е сосема ново возило, чиј развој е започнат од празен лист хартија, еволуцијскиот дизајнерски пристап прави да наликува на досегашната генерација. Карактерните елементи кои ја разликуваат се инспирирани од атлетизмот на концептот Монца од 2013 година. Типичната интерпретација на Опеловата елеганција е заменета со надмена, скоро господарска положба над патот, како новиот модел да сака да каже дека веќе ништо нема да може да го запре во голтањето километри за чекор пред конкурентите. За да и навистина биде пред нив, инженерите на Opel со помош на новата архитектура поефикасно го имаат искористено просторот. Тие ќе кажат дека иако е помала од досегашната во сите димензии, внатре новата Astra е попросторна и покомотна. Визуелно обработен со помеки линии и помалку копчиња, ентериерот креира помодерна атмосфера која делува релаксирачки. Опремувана со мотори само од новата генерација, се двоумавме околу првиот избер што да се вози. На крај се определивме за најмоќната варијанта, онаа со 200 конски сили. Сепак нема многу да зборуваме за неа, ниту за 1,6 литарската дизел верзија која ни беше на располагање со 136 конски сили. Тие се токму она што се очекува. Првата бесна, а втората економична. Заслугата за тоа ја има и од 200 килограми намалената тежина, како и новата механика. Од Opel ни ја споменаа и аеродинамиката, ама ние ќе ја скокнеме бидејќи ветерот доминантно владееше со непознатите убавини на околината на Дунав и малите Карпати во географски најцентралниот дел од Европа. Затоа пак ние владеевме со перформансите на сосема новиот еднолитарски трицилиндричен мотор. Здраво го потеравме и се уверивме дека неговите 105 конски сили и 170 Нм распослани помеѓу 1800 и 4250 вртежи во минута се сосема доволни за скоро 1300 кг тешкото возило. Конструкторите на Opel при својата работа на новата Astra се имаат водено според три основни принципи: дизајн, ефикасност и поврзаност. Ако за првите две ни е веќе јасно, за третото можеме да кажеме само дека орбитира околу OnStar системот. За жал, ние во Македонија ќе почекаме малку да се запознаеме со неговите придобивки. Затоа него сега ќе го прескокнеме и ќе се префрлиме на технологиите од повисоката класа. Нивниот најтипичен представник Intelli Lux LED Matrix светлата веќе се закитија со својата прва награда Safety Best 2015, која им го додели најсеопфатното независно европско автомобилско жири AutoBest. Овие светла, како што самиот назив им кажува, се интелигентни и целесно составени од LED елементи. Покрај средното и комбинираното дневно светло со мигавецот, главната работа ја вршат вкупно 16 LED елементи, групирани по 2 во горниот ред и 3 пати по 2 во долниот во секое светло, тие со наизменично палење и гасење командувано од Опеловото магично око, овозможуваат возачот целото време да има поглед максимално осветлен во сите услови. При тоа се друго, пешаците одстрана, возилата пред себе и оние кои доаѓаат остануваат во сенка незаслепени. Од Opel велат дека Intelli Lux Matrix светлата ќе чинат 1350 евра. Основната изведба на Astra во Германија ќе чини 17260, а дизелот 3000 повеќе. Не е малку, но како и секогаш цените кај нас ќе бидат пониски. Се уште немаме информација кога новата Astra ќе пристигне кај нас, но сигурни сме дека љубителите на марката ќе бидат нетрпеливи да ја испробаат. Посебно ние мажите.
зашто во последното возење малку низ Австрија, повеќе низ Словачка, никако не можеме да се отргнеме од впечатокот дека таа е вистински машки автомобил. Сепак, не треба да бидеме толку себични, сами да уживаме во возењето со неа, како и сите убави нешта во животот, и тоа треба да го споделиме со сродната ни душа.